Зголемувањето на случаите на грип паралелно проследено од пандемијата од COVID-19 може да има сериозни последици и дополнително да го оптовари здравствениот систем. Најзагрозена е постарата популација, лицата со слаб имунитет како и бремените жени. Предходната година, барем според статистиките, се забележа значително опаѓање на бројот на случаи на инфлуенца, што само дополнително потврдува дека епидемиолошките мерки како забрана за групирање, одржување хигиена, заштитна маска дадоа резултати во спречување на ширењето на ова заразно заболување. Дека сезоната на грип е почната, потврдува и фактот што предходната недела беа регистрирани 15 случаи во земјава, а на оваа тема во продолжение разговараме со Сандра Петковска од секторот имунологија при Центарот за јавно здравје. Сандра, добро утро. Добро утро, Александар. Сезоната на грип можеме да кажеме дека веќе почна со оглед на тоа што предходната недела веќе беа регистрирани 15 случаи со ова вирусно заболување. На самиот почеток од овој разговор, каква е состојбата кога инфлуенцата е во прашање кај нас во земјава? Така, сезоната на грипот е веќе започната. Таа започнува во 40-та недела од тековната година и трае до 20-та недела од наредната година. Од почетокот на сезоната до сега вкупно се пријавени 21 случаи на синдромски заболувања слични на грип од страна на матичните лекари и здравствените установи во државава, но меѓутоа да напоменеме дека кај ниту еден случај не е лабораториски потврден, односно тоа се заболувања со симптоматологија слична на грип. Рече, се уште го немаме докажано грипот дека е присутен во државата. Така, доктор Сандра, може ли да ни објасните што точно представува грипот? Какви се симптомите? Грипот е сезонско заболување од сезонски карактер, од вирусна етиологија. Го предизвикуваат вирусите на инфлуенза. Ги зафаќа горните дишни патишта, односно носот и грлото, а додека во потешки случаи може да ги зафати долните дишни патишта. Заболувањето настанува есенските месеци или тогаш му е сезоната. Почетокот на заболувањето е ненаден, започнува со висока температура, главоболка, општа малаксаност, истощеност, болка во мускулите, зглобовите, кашлица, суво грло. Во овој случај кашлицата најчесто е сува. Кај поголем број од заболените или кај најголем број од заболените, заболувањето поминува со лесна клиничка слика, додека кај дел од заболените, односно оние кои што имаат претходни болести, може да настанат и компликации од вирусот кои што имаат потреба од лекарски третман. Колку време инкубира вирусот во човечкиот организам и кога може да се почувствуваат првите симптоми? Брза инкубацијата и лесно е ширењето на овој вирус. Најчесто симптомите настануваат 1 до 4 дена од навлегувањето на вирусот во организмот, а додека болеста најчесто во најголем број случаевите трае 5 до 7 дена и кај повеќето од заболените настанува комплетно оздравување во рокот една недела. Оние кои што се болни имаат можност да го шират вирусот од ден пред да им се започнат симптомите и 5 до 7 дена откако им се појавиле симптомите, затоа и како и кај сите заразни заболувања, главно кај овој вирус е оние кои што се болни да останат дома и да се лекуваат. Значи тоа значи уште пред да добијат симптоми, уште пред да знаат дека се заразени со вирусот, веќе почнуваат да го шират вирусот. Во услови на пандемија од COVID-19, како се одредува дали некој е заразен со грип или со COVID-19? Бидејќи се работи за респираторни заболувања кои што имаат навистина многу слична симптоматологија, верувам ќе доведе до забуна и кај пациентите и кај лекарите. Нема некој главен генерален симптом според кој што врз база на клиничката слика би можеле да направиме дистинкција дали се работи за едно или за друго заболување. Дополнително во есенските месеци тука се уште циркулираат вирусите на настинка, риновируси, аденовируси. Единствен начин при кој што може да се докаже дали станува за едно или за друго заболување е само лабораториско изолирање и докажување на вирусот. Еве, како нели можеби некоја најголема дистинкција во однос на ковидот и грипот, дека кај ковидот нели може да кажеме појава оној симптом карактеристичен изгубен мирис и вкус, но меѓутоа не значи дека кај сите ковид болни го има, а не значи дека
и поради назалната обструкција кај грипот нема да се јави сличен симптом кај пациентите. Така да единствен начин за докажување е лабораториска потврда на предизвикувачот. Добро, споменавме веќе како се пренесува, еве и вие можете поопштено да ни објасните за тоа, но и како се лекува грипот? Грипот се пренесува од човек на човек, како секој респираторно заболување, главно преку ситните респираторни капки кои што заболените ги сврлаат во околината преку кашлање и кивање. Доколку не се носи маска, не се одржува дистанца, може да се заразиме од заболен човек. Во однос на симптомите, кажавме, кога започнуваат, како започнуваат. Во однос на лекувањето? Во однос на лекувањето, значи нема конкретен, како лекувањето е симптоматско, односно некои што се со лесна клиничка слика им се препорачува да останат дома пред се, да одмарат, топли напитоци, добра исхрана, витаминска терапија, оние кои што болеста се провлекува, односно трае повеќе од една недела и настануваат компликации, се препорачува да се обратат за лекарска помош. А додека исто така, значи кај грипот има некој што биле во контакт со лице сомнително или заболено од грип, а и кај кој што настанува влошување или акутна појава на болеста, исто така постојат и антивирусни лекови. И сега и вие на почетокот на овој разговор споменавте дека постојат повеќе типови на вируси на инфлуенца, А, Б, С, но заболувања кај хуманата популација предизвикуваат овие први два типови. По што се разликуваат? Така, вирусот на инфлуенца А и вирусот на инфлуенца Б циркулираат и предизвикуваат сезонски заболувања кај луѓето. Разликата и оваа подоба е направена врз основа на оние протеини кои што вирусите на инфлуенца ги експресираат на својата површина и врз основа на начинот на ширење, на пренос и нивните постојани сезонски промени, поради тоа што добиваат можност да предизвикуваат секоја година поново сезонски заболувања. До сега во пракса се покажа дека имунизацијата е најдобра заштита против грипот, а сега еве и против COVID-19. Има ли најава кога ќе започне процесот на имунизација за сезонски грип, односно за ова заболување кај нас? Токму така, најдобра превенција, најдобра заштита и за двете заболувања се вакцините. Вакцините се безбедни пред се, да кажеме, против сезонскиот грип. Тие се знаменети за целата популација, за секоја возрастна група, почнувајќи од 6 месеци, од возрастни или новородени од 6 месеци, нема горна граница. Се препорачуваат, значи особено кај оние кои што имаат придружни заболувања, односно хронични болести, понатака лица кои што живеат со болни од хронични болести, онколошки пациенти во однос да ги заштитат, самото семејство се препорачува кај ваквите семејства и другите членови да се вакцинираат за да ги заштитат всушност болните. Исто така вакцините со кои што располагаме се безбедни за трудници, за доилки во било кој период од бременоста и безбедни се и кај лица на онколошка и во препорака и консултација со лекарот кој што ги води. Во однос на процесот на имунизација, значи при крај сме со подготовките, се очекува во најскоро време да започне процесот на имунизација во сите центри, во сите вакцинални пунктови. Исто така со тоа што имунизацијата против ковид ќе продолжи напоредно и ќе ги интересира, претпоставам, гледачите, значи доколку некој примил вакцина против тоа беше моето следно прашање. Да, може да се прими во истиот ден или со период од 14 дена помеѓу вакцините за грип и ковид. Значи, потребни се 2 недели да поминат помеѓу едната и другата или во истиот ден. Тоа се генералните препораки од Комисијата за заразни болести. Бидејќи Европскиот центар за контрола и превенција од болести предупреди дека годинава голема е веројатноста да се соочиме со тешка сезона на грип, велат бројот на случаи во моментов е мал, но главниот поттип кој е регистриран во Европската унија изминатиот месец е AH3N22. Карактеристиките на овој поттип се дека ја напаѓа по старата популација и е поврзан со пониска ефикасност на вакцинацијата. Кои се вашите препораки?
Се уште според последните извештаи за европската територија не се бележи никое значително зголемување врз основа во однос на претходните години. Сепак овој тип кој што го споменавте го има во она 4 компоненти на вакцина со која што ќе располагаме, така да препораките се генерално да се вакцинираат лицата. Безбедни се вакцините, помагаат, нели, а при тоа освен вакцината да се избегнуваат, нели, собери, групирање, да се носи постојана маска, да се, нели, сето она кое што важи за веќе ние установено и усвоено врз основа на ковидот важи за грипот. Со оглед на тоа дека во недела имаме избори, кои се вашите препораки? Треба ли поголемо внимание да се обрне, бидејќи токму тоа и ќе се случува, поголеми групирања, собери во затворени простори? Граѓаните треба да внимаваат повеќе. Треба да внимаваат, да се однесуваат совесно, да не се прават гужви, без разлика било дали на било каков настан. Сепак треба да почитуваме и да најсовесно за своето здравје и за здравјето на другите. Сандра, ти благодарам за ова твое учество утрово во утрински брифинг. Секако остануваме во контакт и понатаму да се информираме за се она што е во интерес на јавноста. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам.